da se određat vrednosti za parametar od k dokoliko je возможно se razbija така što da дената funkcija f od x ќе биде непрекината на секад. Функцијата f od x е функција зададена по делови. Ајде да го разгледаме делот 7x минус 2, како што е дефинирана функцијата за вредности на x од минус бесконечност до 1. 7x минус 2 е полиномна функција која што е непрекината на секаде, која разгледаме како таква, па и на интервалот од 0 до 1, значи 7x минус 2 е полиномна функција непрекината на секаде, па и на интервалот од 0 од минус бесконечност се извинувам до минус бесконечност до 1, што следи f од x е непрекината на интервалот од минус бесконечност до минус бесконечност до 1, значи немаме никаков проблем. Ова функција не е непрекината. Зошто? Зашто делот со кој што е дефинирана во тој интервал представува полиномна функција која што е непрекината насекаде па и на тој интервал. Исто така и k по x на квадрат е полиномна функција непрекината насекаде, знаеме дека полиномите се непрекинати функции. Па и на интервалот каде ни е дефинирана со оваа функцијата? Од 1 до плюс бесконечност. Каде е возможно да имаме преглед? Како што напишаме овде, ајде да напишеме. Тоа следи f од x е непрекината на интервалот од 1 до плюс бесконечност, односно на отворениот интервал од 1 до плюс бесконечност. Преостанува да најдеме вредност на k, бидејќи овде ова е исполнето за било која вредност на k, се враќаме тука, преостанува да најдеме вредност на k за да оваа функција f од x биде непрекината во точка 1. За да оваа функција биде непрекината во точка 1, потребно е следното. Лимес од f од x кога x тежи кон 1 одлево да биде еднаков, значи да постои, и при тоа тој да е еднаков со лимес од f од x кога x тежи кон 1 одесно, значи овај да постои, веќе имаме еднакво. Левиот и десниот лимес да бидат еднакви, тоа значи да, што? Лимесот постои. Претходно знаеме дека f од x е дефинирана во точка 1. Ако овде не беше еднакво, да речеме да беше само помало, не можеме да најдеме каза кој што ова функција би била недефинирана. Би била непрекината во точка 1. Зошто? Речи вредноста на функцијата во точка 1 не е дефинирана. Продолжуваме понатаму. И кој е третиот услов? Ова да е еднакво на што? Вредноста на функцијата, односно на f од 1. Го земам десниот лимес. Имаме десен лимес на f од x во точка 1. Тоа е еднакво на што? Точките кои што се наоѓаат од 1, одесно се поголеми од 1, па така на тој дел функцијата е дефинирана со изразот k по x на квадрат. Имаме лимес од k по x на квадрат кога x тежи кон 1, плюс значи овај лимес е еднаков на овај израз тука. И сега кој што го добивме овде треба да биде еднаков на вредноста на функцијата во точка 1. Вредноста на функцијата во точка 1 може да ја прочитаме. Тоа е 7 по 1 минус 2 или
7 minus 2, što je jednakovo na 5. Treba da rešime следната равнина. Limes od k po x na kvadrat, кога x teži kon 1, odnosno potrebno je da je jednakov na 5. K je konstanta, može da odi pred limesot, pa taka. K po limes od x na kvadrat, кога x teži kon 1, odnosno je jednako na 5. Limes od x na kvadrat, кога x teži kon 1, odnosno je 1, pa odljevo imаме k po 1 jednako na 5, odnosno k jednako na 5. Ако k je jednako na 5, тогаш desниот limes во точка 1 ќе биде 5 и ќе биде еднаков со вредноста на функцијата во точка 1. Преостанува да провериме дали левиот и десниот limes се еднакви, односно дали левиот limes е еднаков на 5. Доколку е еднаков, може да кажеме за k еднакво на 5, оваа функција е непрекината во точка 1, а согласно претходната дискусија следува дека функцијата е непрекината на секаде. Треба да провериме дали limes од f од x кога x тежи кон 1 одлево е 5. Ајде да видиме. Limes од f од x кога x тежи кон 1 минус е еднакво на limes од функцијата f от x за вредности на x помали од 1 дефинирана со ова израз, односно тука ќе добиеме limes од 7x минус 2, кога x тежи кон 1 одлево, или ова е еднакво на 5. Ова не ни зависи од k. Во ред, ко добивме тоа? Добивме доколку за k ставам 5, десниот и левиот limes ќе бидат 5, односно limesот ќе постои, ќе биде 5 во точка 1 и тој ќе биде еднаков со вредност на функцијата во точка 1.